Над 300 осудени за педофилија и сексуално злоставување на малолетници кај нас. Најголем број се од Скопје. Само за еден месец неколку случаи ја вознемирија македонската јавност. Во последниот, малолетно девојче прво било опијането од 20 годишна девојка, која потоа ја соблекла и ја држала за две машки лица да може да ја силуваат. Ваквиот опис на настаните ќе го вознемири секој родител. И нормално е да се запрашаме, безбедни ли ни се децата? Во Македонија од 2012 година постои регистар на педофили. Секој граѓанин може со пребарување по име и презиме, прекар или место на живење и општина да види дали во нивна близина живее некое лице, некој сторител на вакво кривично дело. Регистарот содржи податоци за името и презимето, датумот на раѓање, адреса на живење, но и за кривичното дело за кое е осуден. Со години регистарот де работеше, де не. Во еден период имаше информации дека ќе се укинува, бидејќи ги кршело човековите права на осудените педофили, бидејќи со јавно објавени нивни имиња се загрозувала безбедноста нивна и на нивните семејства. Регистарот сега работи. Бројката од 300 осудени е од оние кои се заведени во овој регистар. Според тоа што го има таму, од Скопје се околу 60-тина, Прилеп 16, Велес 14, Струмица 12 и така натаму. На листата осудени педофили има и 13 жени. Сепак има одредени технички проблеми при отварањето на сајтот. Компјутерската фирма која го одржува сајтот се уште нема обезбедено така наречен безбедносен сертификат. Па за да го отворите сајтот регистар на педофили.мк, прво ќе ви се отвори страна која ве предупредува дека конекцијата не е безбедна. Треба да кликнете на повеќе детали, откако ќе ви го отвори предупредувањето, најдолу имате опција посети го сајтот. Тогаш ќе влезете во сајтот. Сајтот е под Заводот за социјални дејности при Министерството за труд и социјална политика и од таму велат дека редовно се обновува со нови осуденици. Во континуитет се внесуваат само лицата кои се осудени со правосилна пресуда од судот, исклучиво на добиено известување од страна на управата за извршување на санкции, а согласно законот. До сега имаме одлична соработка и со управата за извршување на санкции во делот нели што е надлежно под законот, исто така во соработки со секторот за МВР се обезбедуваат фотографиите од осудените лица кои се објавуваат во хартиениот и електронскиот регистар. Соработката и со останатите институции, сектори кои според законот и правилникот се надлежни, се одвива координирано и на професионално ниво, можам да кажам. Дека постојат, значи телефонски линии кои исто така може да се пријави секоја вид злоупотреба. Во рамките на Центарот за социјална работа на град Скопје постои интервентен тим исто така кој функционира 24 часа каде може да се пријави. Телефонските броеви се може и да ги кажам ако не е проблем, 076-381-762 и 078-230-943. Потребата за креирање на ваков регистар произлега од зголемениот број на повторници на овие дела. Според податоците од праксата, дури 16% од осудените по излегувањето од затворот дури и по неколку пати го повторувале делото. Осудените лица се должни откако ќе излезат од затвор најмалку еднаш годишно и до крајот на животот да се пријавуваат во судот. Сепак мора да напоменеме дека овој регистар е чисто за ваше информирање, но не смеете да ги користите и злоупотребувате податоците и фотографиите на осудените и да речеме јавно да ги објавувате на социјалните мрежи, бидејќи секоја злоупотреба е казнива, дури и со казна затвор.